Ја сакам само правдината да ја најдам за мојот маж. 40 години заеднички живот згасна за 21 ден. Надлежните тврдат дека здравствениот систем функционира, но се повеќе граѓани се жалат дека болните од COVID-19 не ги добиле правата што им следуваат. Јас како медицинско лице помагам на милион луѓе, а на крај мојот маж го оставив да отиде буквално како куче. Се уште нема ни во отпуснато писмо ни ништо наведена причина за смрт. Има само време и тоа е се на тоа сме оставени. Во соработка со колеги од Србија, дојдовме до сознанието дека и преку границата има многумина кои тврдат дека системот потврла. Они су стварно индивидуално радили свој посол како треба, али систем колабирao. Дали сите болни од COVID-19 добиваат еднаков третман или системот и во Србија и во Македонија ги крши правата на некои пациенти? Више. Многу болни од COVID-19 доцна се јавуваат на лекар. Е едно од најчестите објаснувања на лекарите и Министерството за здравство на прашањето зошто има толку смртни случаи. Поради тоа решивме и самите да го изодиме патот што го поминуваат болните. Зашто пак пациентите тврдат дека системот е спор. Прв чекор, побаравме тест преку матичниот доктор. Ало, се јавувам да се распрашам околу ковид тестирање. Имав контакт со заболено лице пред околу една недела. Па некако така веќе и кашлица, некоја сува осеќам, омалаксаност, главоболка. Во телефонски разговор направен на 24 ноември со мојот матичен доктор, добив одговор дека нема термини за ПСР тест за COVID-19 преку моето здравствено осигурување. Ако инсистирам на тест на државно, советот беше да се јавам во понеделник, на 30 ноември, за повторно да се проверат термините. Можам да ви го посочам приватниот тој што се плаќа во Центарот за јавно здравје. Бидејќи никој со температура и симптоми не би чекал повеќе од една недела само за тест, веднаш се обидов да закажам термин во Центарот за јавно здравје, каде тестот би го платила од джеб. Ама и за таму се чека една недела. Добро, пред слободен термин за приватно тестирање имате вторник, цената е 2800 денари. Следниот вторник? Да. Единствената преостаната опција беа приватните болници и лаборатории, каде тестот чини до 4000 денари. Веднаш најдов термин, а резултатите стигаат најдоцна за 24 часа. Било кое време можам да закажам? Па да, кажете ми во колку би сакаеше ми има слободно. Ви благодарам. Без направен тест и без преглед, добив уверување од матичниот доктор дека може да ми препише антибиотик Сумамед, а дополнителните тестирања како за D-димери морам да си ги платам сама. Дека не станува збор за моја несреќа, потврдува и председателката на Сдруженијето на приватни лекари. Пациентите најчесто 99% си одат приватно. Чолакова Дервишова признава и дека многу нејзини колеги лечат по телефон, но дека тоа не е секогаш оправдано и исправно. Не може да не го примите. Значи, он мора да дојде, вие да слушате дали он има бронхопневмонија, дали се работи за бронхит, дали му се влошува состојбата. Телефонски не можете да лекувате. Не можете вие да следите луѓе по 20 дена дома, он вели тешко ми е, не сум добар, повикај ми брза помош да дојде да ми мери сатурација. На оделенијата, кога сме сакале да ги пуштиме, ни велат дали е тестиран, не е тестиран. Значи, ние немавме доволно алатки. Регуларниот пат за еден пациент да стане кандидат за хоспитализација е неговата состојба да се влоши. Тогаш матичниот лекар се јавува по болници и бара слободен кревет. Но и тоа оди се потешко, особено ако пациентот не е тестиран за COVID-19. Се случувало ли да вратат болниците пациент? Не можам да кажам, значи примале, секој што ќе го прегледаат и ќе го примат, се случувало, ако нема доволен број на кревети, да се даде инфузија, да се освежи, да се пушти. Некои од тие стануваат подобри, да речеме, им е подобра во однос на здравствената состојба, но се случува најчесто оние пациенти со дијабет, со коморбидитети, тешко да се оправат само со една инфузија. Така да само што ќе го вратите по неколку часа него пак му е лошо, па се влошува состојбата, пак барате кревет, пак за истиот пациент, па брза помош, па телефони. Така да, тука се исцрпивме сите околу телефоните. Никој нас не ни е проблем нашата професионална работа, но телефоните не уништија. Брза помош.
Во итната помош телефоните не престануваат да звонат. Поради напливот на болни, за транспортот на пациенти е ангажирана и армијата. Ниеднаш до сега не е одбрано каде ќе суди и каде нема да суди. Значи, такво нешто не. Пак ќе кажам, значи се одбира дали е ургентна состојбата или не е ургентна состојбата. Проблем за итната помош е што нема дигитален систем кој покажува во која болница има слободен кревет. Па службите и самите постојано вртат телефони по болници за да најават дека носат итен случај. Ако лицето е позитивно на COVID-19, со брза помош се носи до инфективните одделенија, а ако нема направено тест, се транспортира до триажен центар. Критиките дека итната помош знае да доцне со часови или да не се јавува, според раководителката Милица Бубало, се неосновани. Значи, пациентите не чекаат премногу време воопшто. Зависно, ви кажав, пак зависи од триажниот центар. Во моментот ние може да го најавиме пациентот. Пациентот да дојде, али немаме контрола над пациентите што сами со собствените возила доаѓаат во тој триажен центар. И во тој случај се ствара гужва пред триажниот центар и тогаш може да се почека некое време. Ако не сте доволно итен случај за да добиете транспорт со итна помош, пред ковид амбулантите се доаѓа и во собствена режија. А таму нема ред. Чекам веќе од 6 сабале, вртев сабале на брза помош, вика дека немаат амбулантни возила да се оди во триажните центри. Значи триажните центри и на клиника и тука се чека по 3 сати. Јас сум со бронхопнеумонија и со температура нема кој да ме прегледа, буквално нема кој да ме прегледа. Не ќе додам у приватно здравство од принцип. Значи од принцип затоа што плаќам цел живот здравствено осигурување. За ова за да чекам вака надвор и да нема кој да ме прими, срамота. Шаторот кој требаше да биде чекална пред триажниот центар во болницата 8 септември е празен. Турканиците се на главниот влез од амбулантата, а во борбата да се стигне побрзо до преглед, не важат правилата за држање дистанца. Денеска можам да речам дека има најмалку, иначе ова знае да има и по 50-60 тука луѓе. Ако со прегледот докторите проценат дека пациентот е за болница, тоа не значи дека автоматски следува хоспитализација. Таков бил случајот со член на семејството на Гордана Белинска од Скопје. Многу тешко е, кажувам, не можеш да дојдеш, е слободно место и одма брза помош право таму. Патот кој го изодевме ни покажа дека е речиси невозможно човек навреме да се јави во болница. А во болниците капацитетот е под страшен притисок. Според бројките на Институтот за јавно здравје, на крајот на јуни во болница биле 354 COVID-19 пациенти. На крајот на овој месец има 4 пати повеќе пациенти, 1346 лица. Како што се зголемува бројот на пациенти во болниците, така се множат и обвинувањата дека не секој пациент добил шанса да се избори за живот. Наместо во подготовки за веритба за најмладиот син, семејството Трендафиловски од Куманово тргнува во битка за правда. Значи на упатот пишуваше пратен пациент за Скопје без најава затоа што никој не се јавува. Никој. Кога стигнавме на инфективна клиника во Скопје, цел час бевме пред врата на инфективна клиника. Брза помош, сестра, доктор, јас и 4 авто позади мене. Докторот доаѓа, го прегледува, кажува каква клиничка слика има по телефона докторка во 8 септември, таа одбива да го приме. Со зборови вчера вие вративте тројца, денеска ние ќе ви вратиме. Додека да заврши протоколот за преглед, тестирање и сместување во болница, Трендафиловски велат дека изгубиле повеќе од 6 часа. Но тука не застанале маките. Кај напишал порака, ќе се смилува некој да ми даде мене вода. 2 дена капка вода никој не ми дава. Јазикот ми е ѓон, имам слики каде се има слика, но тој со испружен јазик. Вика да ме видиш како сум најаден, напиен и избричен. Дали тие слики некогаш некој ќе ги тргне од телефонот? Целиот тој период од кога го спуштија фактички на прв спрат во интензивна нега, никој не ни се јави ништо да ни каже. Сите информации се добиени од приватни контакти. По неколку дена без никаков контакт, Трендафиловски добиле повик дека Зоран починал. Откако го погребале, им биле вратени туѓи документи од друг починат пациент. Отпосле дознале и дека 9 дена пред да почине, добил негативен тест на вирусот. Зошто ние не го видовме
Кога тој е М негативен, 9 дена, 21 ден тамо, што закопавме, кого ставивме? Во јавноста има и други семејства кои се жалат дека не биле примени во болница, дека нивните блиски не добиваат кислород, дека лежеле во болнички кревет покрај починати лица. Вкупно 30 на вакви предмети веќе испитува Државниот здравствен и санитарен инспекторат, но за сега не го откриваат епилогот, дали нечии грешки или системски недостатоци довеле до загуба на човечки животи. Кога збориме за казна, значи за да има завршеток, една цела постапка, мора да има, да се утврди вина по кој член од закон, секој член од закон се носи посебна глоба. Дали се работи за парична или се работи за изрекување или почнување на постапка за кривична или прекршочна одговорност. Затоа се тие стручни надзори некој пат подолго траат, затоа што завршницата на дел од нив можеби ќе биде судска. А за да се докаже дека има основа за прекршочна или кривична постапка, сите знаеме дека тоа е малце подолготраен процес. Во Србија, за разлика од Македонија, ПСР тест за COVID-19 може да се прави само во јавните здравствени установи. Во приватните е забрането. Официјално нема недостаток на тестови, а од праксата не може да се добие независен впечаток. Пациентот кој има симптоми оди директно во ковид амбуланта, а не на матичен лекар. Јавно, никој не соопштува по кој алгоритам се одлучува, кој се тестира, а кој не. Но како и во Македонија, може да се прави ПСР тест по сопствена иницијатива во државното здравство, но со пари. Пациентот треба да се појави на тестот со платена уплатница од 6.000 динари, односно околу 3.000 денари. Откако ќе стигне позитивниот резултат, следува нов проблем – да се дојде до место во болница. Жител на Ниш пред камерата на Јужне вести раскажува дека неговиот татко не бил згрижен во инфективната болница уште на почетоците на епидемијата, иако имал упат. На инфектологијата не било места, па е онда добио са инфектологија упут за пулмологiju, за исто то стационарно лечење и у том тренутку имал сатурацију 85, ја мислам, што е било апсолутно за подршку киселоником. Наравно на пулмологија е апсолутна гужва, долазе санитети со свих крајева Јужне Србије и са пулмологија njemu кажу да се врати куќи. Со телевизија чуеш потпуно едне податки, онда доđеш куќи па имаш човека на самрти и сваташ да е све апсолутно била неистина. Во Србија во моментов во болница се над 7.000 пациенти, што е повеќе по глава на жител отколку во Македонија. Капацитетите во Белград и во централна Србија се дотолку полни што таму се примаат само најтешките случаи. Полесните случаи и оние кои се во фаза на оздравување се префрлаат и 100 километри подалеку во привремените болници во Ниш и во Крагуевац. Лекарите од Сдруженијето Обединети против ковид со месеци го критикуваат начинот на кој власта се справува со епидемијата и велат дека се дојдени во ситуација да одбираат кому ќе му помогнат, а кому не. Dogodilo se da sam se našao u situaciji kao dežurni anestezijolog i lekar u COVID intenzivnoj jedinici, da nemam mogućnost da zbrinem pacijente u intenzivnoj kojima je potreban aparat, odnosno ventilator. Zašto? Zato što je intenzivna nega koja broji 8 kreveta u Kraljevu bila puna, odavno ka Beogradu i Kragujevcu pacijenti ne mogu. Prošlo dežurstvo smo uspeli 2 da pošaljemo za Niš i time napravili prostor. Ovaj put nismo mogli ni za Niš da pošaljemo pacijente. Znate, osjećaj koju ću ja nositi ceo život, od jutrašnjeg dana, a večeras idem ponovo u dežurstvo i jako se plašim šta će me tamo sačekati. Дополнителен проблем во Србија е што тамошната влада веќе беше фатена како ги намалува бројките и за заразени и за починати од COVID-19. Сега тешко е да се каже кој колку и верува за актуелната состојба. Во Македонија се говори послободно, но тоа не го менува фактот дека проблемите се исти. Не е проблем да се направат привремени ковид центри, но нема кој да работи во нив. Ако се префрлат доктори од други области, нема да има кој да ги лечи другите пациенти.